Точната информација секогаш е клучната работа во решавањето на каква било ситуација. Од комуниколошки аспект, оној што поседува вистинска информација поседува и моќ да контролира. Во регионалниот НАТО центар за односи со јавноста, низ едукација и обуки, медија тренерите што поседуваат сертификати на слушателите од Министерството за одбрана, од армиите, од државните институции, од земјите членки на НАТО и на партнерите, им ми пренесуваат знаењата и искуствата. Јавноста секогаш мора да ја знае вистината, вели гласноговорникот на Српското Министерство за одбрана и војската Кривокапич. Неговиот колега од Хрватското Министерство Јојич пак додава дека неретко поради доверливите податоци има селекција во информацијата. Ми као професионалци знамо тоа врло добро и Како професионалци ние многу добро го знаеме тоа и се обидуваме да изградиме колку што е можно подобри односи со медиумите и со јавноста за успешно решавање на сите ситуации кои се исправени пред нас. Истото е со информациите, било да се работи за меѓународни операции и за кризни ситуации, било да е за тероризам. Медиумите треба да разберат дека поради некоја оперативна безбедност некои информации не се за јавноста, за да го заштитиме нашиот војник. Меѓу учесниците на курсот се офицери, државни службеници и дипломати. Иако најмногу се става акцент врз односите со условно речено традиционалните медиуми, телевизијата и радиото, се повеќе влијание имаат и социјалните мрежи. Неретко во вокабуларот има фрази со кои може да се скрие дел од информацијата, вели првиот секретар за политички прашања на Украина во НАТО. Најважно е да се пренесе вистината. Не би требало да криеме информација доколку веруваме дека таа треба да стигне до јавноста. Има сензитивни информации што треба да се пренесат точно, а не да се создаде штета. Затоа треба да сме внимателни. Им посветуваме доволно внимание на сите медиуми, но сме свесни за важноста и на социјалните мрежи, кои ги користиме како канал за информирање. Регионалниот НАТО центар за односи со јавноста во Скопје од 2010-та е дел од мрежата на центрите за едукација и обука, каде што партиципираат 29 земји од светот. Единствен е што ја третира проблематиката на односите со јавноста. Знаејќи го фактот дека вакви и слични институции има многу малку во земјите широм светот, од една страна, од друга страна фактот што НАТО и партнерските земји се соочуваат со дефицит од обучени офицери за односи со јавност, не радува фактот што од година на година интересот за курсевите во регионалниот центар за односи со јавноста постојано се зголемува, како во домашни, регионални, така и во светски рамки. Во НАТО центарот, кој функционира од 2005-та, се реализираат домашни, регионални и меѓународни работилници. Досега се обучени над 1000 припадници од Министерството за одбрана, армиите и државни институции.